зголемување на рокот кој што застаруваат паричните побарувања од работен однос. Сегашниот рок од 3 години е зголемен на 5 години со новиот закон. Сегашниот закон за работните односи предвидува дека на мајка на дете до 3 години и на родител на дете до 6 години не може да им се нареди прекувремена работа, освен со нивна писмена согласност. Новиот закон ги изедначува родителите и во поглед на детето до 3 години, односно предвидува дека и таткото и мајката не можат да работат прекувремено, освен со нивна писмена согласност. Со тоа многу се прави во однос на изедначување на родителските обврски во однос на грижата на детето. Новиот закон предвидува промени во однос на прекувремената работа, во кој што се наведува дека е дозволено да се работи прекувремено само во определени случаи и во ситуации кај што тоа не надминува повеќе од 8 часа месечно. Овој рок е намален, бидејќи претходниот закон предвидуваше дека просекот од 8 часа треба да се запази во период од 3 месеци. Новиот закон исто така предвидува позитивни промени, во однос на тоа дека сега веќе не постои максималната граница, дека 26 работни дена се максимален износ на годишен одмор, туку остава тоа да биде уредено помеѓу работодавачот и работникот без горен лимит. Уште една промена представува одредбата која што наложува дека годишниот одмор работникот ќе може да го користи до крајот на календарската година, наспроти сегашната поставеност во која што се наложува дека годишниот одмор ќе мора да се искористи до 30 јуни наредната година. Законот предвидува дека луѓето кои што работат ноќна работа може да работат најмногу 8 часа во рок од 24 часа, а ако работата се одвива во смени, ноќната работа може да се врши само во 3 последователни дена. Дополнителна заштита која што се предвидува за ноќните работници е тоа што на нив со новиот закон задолжително им следува еден ден повеќе годишен одмор во работата. Законот за работните односи вклучува и зголемување на рокот кој што застаруваат паричните побарувања од работен однос. Сегашниот рок од 3 години е зголемен на 5 години со новиот закон и тоа представува позитивна промена, бидејќи остава подолг рок за остварување на работничките права.